Добро вечер. Минути за вестите од културата. Да погледнеме кои настани ја одбележаа оваа работна седмица. Во Музеот на македонската борба за самостојност се одржа промоција на книгата Името, болка и екстаза од академикот Љупчо Коцарев и писателот Ефтим Клетников. Книгата содржи колумни и есеи во кои се разгледуваат прашања кои го засегаат македонскиот национален идентитет, како што се Преспанскиот договор и договорот за пријателство со Бугарија. На настанот беше промовирана и нацрт резолуција Меѓународен ден за осуда и спречување на геноцидот врз македонците. Во Музеот на македонската борба за самостојност се одржа промоција на книгата Името, болка и екстаза од академикот Љупчо Коцарев и писателот Ефтим Клетников во издание на Матица Македонска. Книгата се состои од колумни и есеи во кои се разгледуваат прашања кои го засегаат македонскиот национален идентитет, како што се Преспанскиот договор и така наречениот договор за пријателство со Бугарија. Коцаров и Клетников во предговорот на книгата пишуваат: но Македонија и македонците и понатаму постојат како ремек дело на траење, на постоење дури и зад бескрајот на вечноста. Толку многу е неуништливо тоа господово семе, таа генетика на македонското битие. Таа резолуција која ја спремивме, ние подготвивме, подпишано од 20 на интелектуалци, треба да отиде на преглед на усвојување во собранието, ако ја усвојат, и после да оди до Обединетите нации, да се одбележи ден на Обединетите нации за осуда и спречување на геноцидот врз македонците. Осуда да се осуди, бидејќи е направен на многу подмолен начин, и спречување затоа што македонскиот геноцид се уште трае. Тоа е, да речеме, француската рамка. Со Преспанскиот договор отиде нашата меморија од антиката, а со француската рамка треба да се собере во една вреча нашата меморија најдрагоцена од Кирил и Методи до денес, како што го бара тоа крвожедно Софија, така да ние да останеме со бела психа, без ништо на неа напишано, и да бидеме идентитетски мртовци во Европа. Промотори на книгата Името, болка и екстаза беа професор доктор Трајче Стојанов и новинарот и поет Христо Ивановски. Она што особено го потенцираше Стојанов е дека Преспанскиот договор и договорот со Бугарија не може да се разгледуваат одвоено. Од тука или двата договори ќе се почитуваат, или двата договори ќе се негираат и раскинат. Па, оваа книга навистина е мегник во македонската историја, иако, како што реков, тоа се навидум само собрани колумни од дневниот печат на академик Коцарев и на поетот Клетников, сепак во нив провејува една нишка за тоа дека прво, дека да се признае, да се погледне во очи на вистината дека врз Македонија е извршен идентитетски геноцид, и таа книга во таа смисла е мегник, и второ да покаже дека нема место за очеј. Македонецот бил во полоши ситуации и излегувал секогаш како победник, така што ова е само почеток, и во таа смисла книгата е мегник со кој што се омеѓува една нова епоха во македонската историја. Направена е една деривација на македонизмот. Земени се многу работи од западната цивилизација, земени се од оксиденталната цивилизација, но и најважно можеби има еден внатрешен силен македонски печат, и тоа ја прави оваа книга моќна. Имаме политички есеи, а не политички памфлети, кои имаат филозофија, поезија, историја и библиофилија. За време на промоцијата на книгата беше промовирана и нацрт резолуцијата Меѓународен ден за осуда и спречување на геноцидот врз македонците. Пред присутните настапи хорот на пензионери Елегија при општина Центар, како и младиот оперски пејач Давид Миладинов, кој ја изведе родолюбната македонска песна "И ние сме деца на Македонија". Изложба посветена на животниот пат и дело на Владимир Полежина од авторот Илија Василевски, водич историчар, е отворена во Музеот на македонската борба за самостојност.
низ оригинални фотографии, документи и лични предмети, како и неговото лично досие од Управата за државна безбедност на Југославија. Изложбата ги портретира ликот и делото на Полежина, како и неговата улога и неговите заслуги во втемелувањето на македонската држава. Представени се околу 130 лични негови предмети кои се поврзани со неговото потесно семејство, како и повторно ќе се навратам на неговото лично досие, дам генералната слика, односно генералната бројка на вкупно поставени предмети кои се поврзани со ликот и делото на Владимир Полежина. Тука секако се јасномските документи, пред се декларацијата за основните права на граѓанинот, ексклузивни необјавени фотографии од неговите студиски денови во Париз, во време на служувањето на војниот рок во Кралство Југославија. Тука е пасошот издаден на Владимир Полежин од страна на Кралство Југославија. Неговите француската литература и литература на српско-хрватски јазик кој се служи за време на неговите студии во Париз. Неговото учество во народно-ослободителната и антифашистичка борба на Македонија. Исто така представени се ексклузивни фотографии од како во партизанска униформа, две со негови пријатели и фотографиран со членови на неговото потосно семејство. Во организација на Детскиот културен центар Карпош во Старата Скопска чаршија, по втор пат се одржа манифестацијата Ритамот на чаршијата. На отворањето, публиката во Сули Ан го почувствува ритамот на чаршијата преку чалгиската музика на Тимчо Чичаковски трио. Ритамот на чаршијата втора година поред се одржа во Старата Скопска чаршија, каде што целта е да се популаризираат малку подзаборавените објекти, како што се Куршумлијан, Сулијан и така натаму. Во Сулијан се одржа чалгиски концерт, насловен како Тимко Чичаковски трио, каде што љубителите на чалгиската музика има можност да слушнат прекрасни изведби, каде што и како гости, солисти, вокални солисти се појавија и Ленче Димовска и Стефан Петрески. Че самата чаршија како амбиент е сосема автохтона и адекватна за овој вид на музика, затоа што знаеме дека во минатото, посебно во 18 и 19 век, овој вид на музика бил баш поприлично застапен во самата чаршија, во сите анови кои што постоеле и кои што функционирале. Со ова информација ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам на вниманието.